Во изминатите денови се сретнавте со десетина државници и меѓународни представници. Што ви кажа и што им пренесовте? Македонија блеска на меѓународен план и навистина испрати сериозни пораки на добри перспективи. Како мала земја ни требат пријатели од секаде од светот, секако пред се Европската унија, но и Соединетите американски држави, целиот развиен демократски свет, заради тоа што и нашата земја, нашите граѓани тежнеат кон тоа. Ние сакаме да бидеме полноправна членка на НАТО и на Европската унија. Покрај реформскиот процес кој се успешно стартуваше во Македонија, успешно се движи, важно беше да ги подобриме условите на соработка со нашите соседи. Тоа го направивме буквално, дури и со една пријателска Грција, која што навистина е пријателска, имаме добра соработка на сите полиња, освен што секако те имат проблем со нашето уставно име, но одлучивме дека нема никаква штета, напротив може да имаме само корист и полза ако градиме пријателство, и во моменти на пријателска атмосфера би било многу поизвестно да се изнајде решение кое што би било прифатливо за двете страни. За нас многу важно да го држиме нашиот идентитет, нашата посебност како нација, како народ, како држава, а при тоа секако сите знаеме колку е важно тоа за нашиот исчекор кон НАТО и на Европската унија. Сите овие средби на меѓународен план кои што ги направивме, верувам дека само е зацврстува позицијата на Република Македонија. Јас очекувам Балканот да чекори навистина заедно во своите перспективи. Моите надежи ги споделувам многу транспарентно и јас и целата наша влада со граѓаните, иако некогаш ни вика дека тоа е можеби преоптимистички. Верувам во оптимизмот и верувам во позитивниот потстрек на сите. Очекувам да 2018 година Македонија започне преговори со Европската унија. Свесен сум дека Грција и тука е важен актор, но верувам дека навистина Македонија ќе биде и 30-та земја членка на НАТО.